Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиче и Линденски марш 1978 ги почна подготовките за одржувањето на традиционалниот марш до Црешовото топче во славното Крушево на Мечкинкамен по повод еден од најголемите македонски национални празници Илинден. Јавам за конјицата Линденски марш Горно Лисиче. Ова ми е 4-та година поред. Така да, одлично искуство. Секој што се сака државата, што е патриот и едноставно тоа треба само да го доживее човек. Значи, кога ќе се стигне на местото каде што се воделе пред 100 кусур години војна таму на тоа место, кои све војводи биле на тоа место што војувале, чувството неописливо. Од името на раководството на маршот, од името на којниците, на основачите на Линденскиот марш, пред се сакам да се заблагодарам до сите наши помагатели за овој марш. Сакам да одам посебна благодарност до веќе сега покојниот поранешен претседател Гоце Стевковски, кој ни остави аманет дека оваа традиција мора да продолжи и ние како помлада генерација се нафатиме на тој подвиг во овие пеколни горештини. Како што гледате, маршот е во завршна фаза, односно подготовките се во завршна фаза. Во духот на комитството, револуционерниот жар и пожртвуваност, громогласниот тропот на автентичниот конјички марш, што го тресе дамарот на секој македонец, му дава адреналин и поттик и не подсетува сите дека на ова вековно и древно тло тлее оганот на македонштината. Скоро 5 децении се продолжува и се негува борбениот дух на македонските јунаци, што ја создале првата република на Балканот во славната 1903 година. Младите со голема радост и восхит го чекаат маршот до Линденското Крушево. Оваа година ми е прва како ќе јавам на Линденскиот марш. Дојдов да јавам, брат ми со години јаваше, он ми беше првична мотивација, а подоцна и тоа што е целите кои се со Линденскиот марш, бидејќи треба да ја почитуваме нашата традиција, нашата конјаница, нашата држава треба да ја почитуваме. Се надевам дека уште со години ќе продолжи оваа традиција да јава, уште многу девојки првично да се пријавуваат со поголема храброст, а се разбира и момчиња, за да одиме во нашата славно Крушево. Ова ми е втора година и убаво ми е така што ми испомнува душата, убав ми е патот, така гледаме убавени и на 2 август кога ќе стигнеме се чувствуваме како многу убаво. Чувството е преубаво, како и постарите конјаници што биле, заедно со моите другари, со моите сопатници да стигнеме до Крушево. Едно од поголемите желби што, фала му на Господа, ми се исполни. И моите соништа ќе ми се исполнат ако стигнам до Крушево здрав и жив. Сега ми е 5-та година поред што јавам и баш ми е мерак ќе продолжам да јавам. Секој пат поише и поише поинтересно. Има малце проблеми по пат такви работи, ама се издржува. Кој може и кој е спремен да дојде да јава да проба какво е чувството. Пред испраќањето на илинденците, секоја година се одржува свечена литургија, пошто традиционално се организира и богата музичка програма. Традиција која што трае веќе 47 години, традиционално конјаницата од Горно Лисиче се упатува кон славното Крушево по повод празникот 2 август Илинден и едно символично одбележување на рутата на конјаниците кои што движеле кон славното Крушево. Општина Аеродром и оваа година е покровител на овој значаен културен настан кој што се случува на територија на нашата општина. Оваа година повеќе од 50 конјаници ќе го изодат патот од Горно Лисиче до Крушево. Официјалниот старт на програмата е во недела во 18:30 часот и ја користам оваа прилика да ги поканам сите граѓани не само на Аеродром, туку и на Скопје да се приклучат да го означиме овој почеток на оваа убава културна манифестација која што секако ја одбележува традицијата на македонскиот народ. Сакам да упатам на голема благодарност до покровителот на оваа манифестација. Тој е претседателот на ВМРО-ДПМН господин Христијан Мицковски, генералниот спонзор општина Аеродром и сите други помагатели кои со години не пратат во овие тешки моменти. Како што гледате дека подготовките се во завршна фаза, од Скопје ќе тренат околу 50 конјаници, значи по улиците на општина Аеродром и во Горно Лисиче ќе има литургија. Денеска ни јави дека и поглаварот на МПЦ ОА господин Стефан како наш пријател и помагател ќе биде присутен на таа литургија. И како што знаете, почнуваме со оној културно-уметнички дел, говори на генерален спонзор, на покровителот, отварање манифестацијата и потоа со
познатата наша група со патриотски песни, Next Time, Мелани Тарчуловска, културно-метничко друштво Вапцаров и Миле Кузмановски ќе бидат дел од културно-метничката програма. Очекуваме многу народ, тоа ќе биде во недела, со почеток од 18:30 час. Знаете дека ова е 47-миот Илинденски марш, традиционално го организира, односно под капата на Сдруженијето, како наши пријателски здруженија конјаници, ќе трнати од Киче околу 25 луѓе, од Свети Николе и од Битола, тие ќе бидат под капата на Сдруженијето Илинденски марш. Целта на овој настан е да се сочува традицијата, културата, македонските вредности и љубовта кон татковината по пример на храбрите македонски јунаци низ историјата.